Добар ден сите оние кои што ќе бидат дел од ова издание на Црвена линија. Повторно нова интересна тема и верувам дека многумина од вас ќе имаат многу што да кажат кога веќе зборуваме за лажни дипломи и дипломи на кило. Она што е факт е дека пазарот со лажни дипломи никогаш и не престанал во земјава. Со лажни дипломи некој станал професор, а абсолвент и по медицина. 6 години дури и лекувал како таков, а потоа дури и станал раководител на службата за итна медицинска помош. Она што може би ја вознемири јавноста е дека во период од 6 години имаме доктор, така наречен доктор, кој што воопшто никогаш ниту дипломирал медицина, а сепак работел во болницата во Вевчани. Ете, тоа е она за што денес ке зборуваме, генерално за лажните дипломи и како на некој му успева во долг период, бидејќи 6 години, сепак не е мал период, успешно да се ја завршат работата, се додека не се дознае. Верувам дека и така како имате што да кажете на оваа тема, затоа ви подготвувам 02-307-6677. Оние кои што може би досега не се јавиле во Црвена линија, слободно направете го тоа. Ке ве подсетам дека денес секако имаме повторно анкета на Инстаграм, подсетување да не заследите и таму, да кликнете на Инстаграм стори на Црвена линија и да го дадете одговорот на денешното анкетно прашање. Дали дипломата треба да биде важна при вработување? Одговарате едноставно со да или пак не. Резултатите, како и секогаш, прочем, ќе ги објавиме таму некаде по рекламите. Оно што секако Црвена линија сака денес да продискутира со вас е кога знаењето конечно ќе дојде на цена. И меѓу друго, то дали, освен во државна администрација, дали некаде важат овие дипломи кои што по подолг период и пракса на истите оние кои што ги користат лажните дипломи, ако се дознае, ако не се дознае, најверојатно ќе продолжат со работа, дали еве тоа може да се случи и на некое друго место. Како и да е, очекуваме да имате став, мислење и се знае Црвена линија е подготвена за вас. Ќе подсетам дека секако може да не заследите и на Facebook Црвена линија, оние кои што може би подобро се чувствуваат кога коментираат, таму нека го направат тоа, ќе ги прочитаме коментарите, ги имаме и твитерџиите, а еве ќе ве подсетам уште еднаш, не заборавајте Инстаграм. Еве, ќе ви покажеме сега како изгледаме на Инстаграм стори, тоа е онаму каде што треба да одите и секако на прашањето дали дипломата треба да биде важна при вработување, да одговорите со да или не, независно тоа каков е вашиот став. А нашиот став е дека веднаш ќе продолжиме со првиот гледач во ова издание на Црвена линија. Добар ден! Добар ден, се надевам дека се слушаме. Дали не слуша гледачот на 02-307-6677? Добар ден. Добар ден, секој добро. Да, поздрав до вас и до телевизија Телма. Голем поздрав и до вас. Ова прашање што поставивте денески требаше уште од порано да се постави, затоа што во овие 15 години уназад кај нас се фалсификуваат дипломи. Еве случајот во Вевчани баш тој е на дневен ред поставен доктор без диплома да лечи луѓе, тоа е стварно несовесно, неодговорно кон тоа лице. Како, не знам, тој човек колку луѓе има прегледувано и како ги прегледувал и како му препишувал лекови. Затоа во Македонија треба подхитно инспекцијските служби и комората на лекари подхитно да пристапат да видат кој какви и што дипломи има. Пошто ќе ви кажам, дипломите се зема во Софија, во Бугарија, во Тирана, во Албанија, во Приштина, во Косово. Сакам да ви кажам дека дипломата треба да ја стекниш и да се бориш за незе, а не некој да ти ја даде за 2000 или 3000 или 5000 евра. Затоа јас ќе ги порачам на сите државни институции во Македонија кои се занимаваат со таа работа, поготово Министерство за образование и наука и тука Министерство за правда да преземат конкретни мерки, чекори да ги преиспитаат сите дипломи кои се во рок од 15 години остварени, како студентски, докторски, доценски или магистерски трудови. Ви благодарам многу.
И ние ви благодариме Еве што го пробивте мразот. Вие сте ни секако и редовен гледач на Црвена линија. Значи, подсетувам, денес зборуваме за лажните дипломи кои што се секојдневие години наназад. Одеме со следниот гледач. Еве, ако имаме некој од Вевчани кој што следи Црвена линија и имал искуство со овој доктор, слободно нека ни се јави и нека го каже своето искуство во Црвена линија. Добар ден! Добар ден, Црвена линија. Ало? Добар ден, вие сте во Црвена линија. Дали јас сум наред? Да, вие сте наред и вие сте во Црвена линија. Ало? Да, ве слушаме, почнете слободно, повелете. Ало? Дали ме слушате, вие сте во Црвена Ве линија? слушам многу малку, не знам вие мене колку ме слушате. Одлично ве слушам, повелете. За дипломите, ова како не знам човек како да го објасни вакви дипломи и да се лечат луѓе со фактички без диплома, или како да го кажеш ова, не знам. Значи, околу овие дипломи треба, не знам кој треба, инспекција или кој треба тога да го проверува луѓе, поготово што се одговори за здравје. Па значи треба да се отвори ова прашање, да се види кој има диплома, кој нема диплома. Како може од толку години тој човек да не го открија? Или било кој да е? Значи, стварно ова дури, што се вика, досега се занимаваме со политика проблеми, ама сега па уште потешко прашање. Што значи ти здравје да се лекува без диплома? Па онда и ја можам да бидам доктор и што слушам по телевизиве сега научим нешто за корона, може да ги лекуваш луѓето. Па ова е катастрофа. Па ваквите луѓе треба доживотна робија да бидат. Додека не се донесе некој закон што стварно ќе идат затвор до многу, бидете им поздравен, чао. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Во очекување сме на нов гледач. Ќе подсетам 0230766777. Ќе подсетиме и за еден случај од 2013 година. Тоа е за една лажна докторка од Кавадорци, која 7 месеци работела тогаш во здравствениот дом во градот. Интересно е дека што се однесува до пациентите, како и за лажниот доктор од Вевчани, па така и за овој случај во 2013 година за лажната докторка од Кавадорци, никогаш немале поплаки, дури и пофални зборови. Тоа може би уште по-бизарно. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Зборуваме за лажните дипломи или? Така е, зборуваме за лажните дипломи, а инспирирани сме од последниот случај во болницата Вевчани. Па види Тино, лажни дипломи, Македонија е преплавена со лажни дипломи. Знаете дека лажни дипломи може да се купат од 2 до 6.000 евра на црниот пазар. Каква диплома сакате, таква може да добиете. Се смееме порано со К15 која ги продава дипломите на пазар, ако памтите. И што е најжално, сите се вработени во институции кај што седат као инспектори во полиција, како не знам кои други професии, а правите дипломи, граѓаните со прави дипломи си замина од државата. Останал само шлямот овде со лажни дипломи. Па не е чудо што има и доктори, и инженери, и доктори на науки може да се најдат. Имаше овој што беше во комисија, што беше во Државниот универзитет Тетово, што делеле тамо докторски дипломи тамо. Еднаш мора да се тури крај и овие факултети треба да се намалат малку. Благодарам многу прво за вклучувањето во Црвена линија, а секако не го намалувајте вашето внимание и продолжете да не следите. Во продолжение, верувам дека имаме гледач, па веднаш ќе преминеме на него. Добар ден од Црвена линија. Ало, поздрав за тема. Добар ден, вие сте во Црвена линија. Како ги коментирате последните случувања, еве? Работата на лажниот доктор, кој што работел цели 6 години во Вевчанската болница и воопшто појавата на лажни дипломи. Да, се има. Секакви афери има, се гледаш ова. Не функционира ништо.
само дипломи, платени дипломи и така. До 2016 година демократија владееше и емисијата е сега водат. Од 2006 до 2016. Ова е се беззаконие владење, тираниско владење, само власта да заштитена ова, не народна. Ова е душманина на својот народ. Презадлужувањето и судиите се блокада на се, да се бранат и криминало и сето дипломи ще ги откупуват и со пари и само на власт, а гледа се дека ништо не функционира. Немат ли поима. Промени власта судиите и имото на судиите да се проверат ови преко тестирање. Што има способност, каква е таа диплома добил, да се окриве, да се пронајде кој му е дал дипломата. Како тоа, која држава постои без знање диплома? За тоа не функционира ништо. Само да се воде, тоа од 2006 до 2016, тоа не беше дозволено. Имаше си закони. Случајот со докторката од Кавадарци од 2013 година. Да. Квалитетни имаше се прима луѓе без обзира. Треба пред тестирање, па се вработува дали е квалитетен да биде. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Ќе ве посетам, не заборавајте да не следите и на Facebook Црвена линија, таму се разбира на нашиот профил. Објавуваме секојдневно теми за кои што зборуваме со вас, драги мои, така да денес објавена и оваа тема за која што зборуваме за појавата низ годините наназад дипломи на кило. Пазарот е преполн со лажни дипломи, а се добива впечаток дека како и никогаш да не престанал да биде таков. Со лажни дипломи имаме последен пример во Вевчани болницата, кој што само како абсолвент од Штипскиот универзитет, овој доктор станал професор, а абсолвент и по медицина успел за 6 години да стане и раководител на служба на итна медицинска помош. Лажниот доктор има само 33 години. Како го коментирате случајот, па еве ги охрабрувам оние кои што не следат од Вевчани, ако имаат искуство со овој доктор, да ни пренесат како поминувала праксата и прегледите кај него. Добар ден! Дали се слушаме? Фонија секако има, ќе подсетам да се намали тонот на ТВ приемникот. Знам дека многу пати го повторуваме тоа, но за подобро да се слушнеме, ве молам, намалете го тонот на ТВ приемникот и секако да зборуваме преку слушалка. Добар ден уште еднаш. Ало? Добар ден, вие сте во Црвена линија. Да, исклучен е телевизор. Одлично. Вака сега, дипломи на кило. Па сосема нормално. Па 30 години наназад, ние се силиме како држава, а универзитети и факултети на секое ќоше, да не речем во секое село. Без критериум, без никакви мерила. Ве молам, па се знае, јавна тајна е дека тоа се плаќа. И науки им се плаќа, ама некоја партиципација. Овие, јас знам од слушање од страна. Ако платиш таму одредена сума, добиеш диплома и без да учиш, ме разбирате? Тоа е се импровизација на кадар и затоа тоа ни се случува во ова наше општество. Затоа немаме ние квалитетни кадари. Сеќа што овој доктор бил абсолвент, значи нешто знаел, иначе брзо би го откриле и се снаоѓал добро, меѓутоа првата вина е негова. Тој што донел лажна диплома. Која ќе го притиснат, ќе каже кој му ја направил и тој е виновник, уште поголем, а тој што го примил, како да речем, не е должен да проверува дали му е валидна или не, нема сега да бара истражни органи, ме разбирате? Значи, по тој редослед треба да се утврди вината и примерот на еден ќе покаже на другите како да се однесуваат. Знаете, не можете сите да ги фатите. Порозни мерки и казни на вакви примери ќе се овозможи најверојатно да се намалат тие. Благодарам многу и вам за вклучувањето и веќе подсетиме за овој случај, кој што денес се зборува најмногу за него, е дека незавршениот лекар студирал на медицинскиот факултет во Штип и нејасно е засега како го добил работното место, бидејќи за тоа е потребно уверение за завршен факултет,
положен државен испит и секако лиценца за работа која издава лекарската комора. Исто така и се проверува целокупната документација и печатите кои што ги користел лекарот во Вивчани. Добар ден. На линија. Да, вие сте на линија, на црвена линија. Верувам дека се слушаме добро. Благодарам. Па вака, не на кило, ова на тони, имаме ние дипломи во нашава држава, многу граѓани кои што работат и не обработуваат сите нас со тие лажни дипломи. Меѓутоа, една среќна околност е овдека што овој господин има некакво познавање од медицината, бил негдека до 4-та или 4-та година, така да сигурно дека водел рачун, значи да дава лекарства кои што соодветно ќе одговараат, што се вика на некаква си болест, на некакво си лечење, но сигурно со некакви си, да речеме, предпазливи мерки. Али да не се открие, тоа е многу тешко. Биејќи кај нас не работат службите за откривање на лажни фалсификат дипломи. Се да не спомнуваме со имиња, многу на високи места работат и користат фалсификат дипломи, купени дипломи. Само ќе кажам, една особа, знам лично, даде 30.000 евра за да биде во елитата да има диплома на инженер, а не е способен за средно училиште знаење. Такви имаме ние многу, така да не чуди што и такви луѓе не лечат, такви не управуваат, такви ни укажуваат сите недостатоци и да речам и врлини. Благодарам, поздрав. Благодарам многу, ќе потсетам дека ви остана уште време, но најверојатно денеска бевте куси и јасни. Благодарам уште еднаш. Продолжете да не гледате. Кога веќе сме кај социјалните мрежи, ќе потсетам и Facebook е платформа каде што може да коментирате. Објавена е денешната тема, па еве ќе го прочитаме и коментарот на Винг Б Чун. Сега ќе можете и да видите како изгледаме на Facebook. Вели, ова е резултат на целокупната состојба во државата. Уништено здравство, стопанство, земјоделство, образование. Не бадиела некој рекол, уништи го образованието на еден народ за да го владееш. Продолжете и таму да коментирате, лајкнувате и шернувате. Ние продолжуваме со вклучување гледач. Добар ден. Добар ден. Верувам дека се слушаме. Има фонија, тоа значи дека имаме и гледач. Добар ден, вие сте во црвена линија. Ова што отворите сега, века ви час. Благодарам. Во Македонија ова е Карма Карашек све купени дипломи. Овде да дојде странска некоја да проверува, за проверка во Македонија овие дипломи. Ќе излезе ова многу души, скоро сите во овие што са владата, судии, тоа све треба да се прочешта. Затоа Македонија остана вака. Ова Македонија никогаш не може да биде добро како што треба, дури не дојде од странство, за да може да изврши проверка на дипломи. Овие само, лично може да кажем дека мене ми нудеа за 3.000 евра да ми направат некоја диплома тамо, дека сум завршил големо школа. И тоа вика, одма даваш пари, одма ти давам диплома. Ја ти кажем, ја гарантирам за ова. Ги знаем луѓиве. Така, благодарам многу што искористивте можност да се вклучите во црвена линија и секако вашите 90 секунди. Драго ми е, досега сите гледачи внимаваат на тајмерот, продолжете така. Ке подсетиме дека оваа појава на лажни дипломи за жал не е само во Македонија, во соседна Србија. Минатата година навистина јавноста беше згрозена кога лажен естетски хирург од Србија осакати десетици жени кои што
се подвргнаа кај него на зголемување устни гради, а тој всушност цело време бил само масер, ниту пак доктор. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден, имате гледач од Кочани, имате. Голем поздрав до сите што не следат од Кочани. Така, ние во Кочани имавме два факултета, економски и правен факултет. Имаме кадри кои излегува правници, економисти. Во Илица имаше машки факултет со табла и клопи и столици, друго ништо. Дипломирани машки инженери. Што да кажувам? Во Свети Николе факултет Чиви, тој не знам текам, и таму кадри излегуваат. Какви кадри, само тие знаеш што имаат дипломи. Кој ги проверил, кој проверува. Друга работа. Дали некој постигнал и проверил какви кадри и какви дипломи имаат нашите функционери што се во Министерството горе, во владата. И таму кај имаше што да се чуи и да се види. Меѓутоа тоа ништо нема тика. Овие мисли што и правите за поздравување се, ве поздравувам. Мило ми е. Благодарам многу. Дали смитате и дека дипломата... Овие ваши теми што и поставуват, не ги слушаат. Благодарам на вниманието. Еве имаме прашање до вас. Дали смитате дека дипломата треба да биде важна при вработување? Се исклучи гледачот. Не случајно, еве, ќе подсетам, објавивме и анкета на Инстаграм, за да дадете одговор на ова прашање, дали дипломата треба да биде важна и пресудна при вработувањето. Кликнете на Инстаграм стори, таму одговорете со да или не. Одиме веднаш со нов гледач. Добар ден. Добар ден, Македонија. Еве прашање веднаш до вас. Како да се спречи појавата на преплавеност со лажни дипломи на пазарот? Со жестоката на државата, на оние кои имаат дипломи, а во вас не знам дали има некој со диплома легално завршено, пошто, како викаат, според делата, знаеме кој учил, кој научил. А кога прави човек или власт, или дел од власта, министри, пратеници, кога прават лоши дела, овие од СДС и од ДУИ, тогаш тој е доказ дека тие се и неписмени, и неспособни. Значи, појавата со лажни дипломи е многу наназад. Еве имавме случај од 2013 година, лажна докторка во Кавадарци. Па има сигурно, се мушнала. Башка порано, дори немаше приватни факултети, во Скопје се запишуваа черки и синови на лажни комунисти, на таа комунистичка црвена буржуазија. И само ти има предност да се запише на факултет. Додека сиромаштијата, способни ученици, деца, черки, синови нивни на сиромаштијата, не беа привилегирани да учат на тие наши македонски државни факултети. А таму се професори кои? Тврчко, кој негира Македонија. Дали сметате еве што треба да се направи за да се има контрола и да нема појава на кадар кој што всушност треба да се изгради од најмали години една светски народот од најмали години. Дека јас учам да научам, да бидам личност, да се образувам, со образ да бидам, а не со измама, лага, шпекулација. Значи треба да действува кај нас овдека од најмали години. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Се разбира, еве ги охрабрувам, подсетувам во текот на ова издание да не се јават и гледачи од Вевчани кои што може би биле пациенти кај младиот доктор, кој што 6 години, ќе подсетам, работел како таков. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Повторно има фонија, верувам дека е намален тонот на ТВ приемникот. Добар ден, дали се слушаме? Црвена линија. И најверојатно гледачот не слуша, ќе подсетам, драги мои, не заборавајте кога ќе се вклучите и завртите на Црвена линија 0230766777. Задолжително намалете го тонот на ТВ приемникот и зборувајте телефонски со нас, што значи само преку слушалка.
Одиме сега кај твитерџиите. Секако дека твитер заедницата имаше и како многу што да каже кога станува збор за овој последен случај, кој што денеска во медиумите одекна како вест за абсолвент по медицина од Штипскиот универзитет, кој што успешно, драги мои, лекувал 6 години во болницата во Вевчани, па дури станал и раководител на службата за итна медицинска помош. Еве како коментира малото на Твитер. Вели, докторов од Вевчани немал ни диплома, само фигурира на медицинскиот факултет во Штип. Откако после 6 години го откриле, го суспендирале, а потоа сам побарал престанок на работниот однос. Следно гарант ќе отвори сам приватна болница. Друго објаснување немам. Какво објаснување имате вие за овие настани и појава на лажни дипломи многу години наназад? Добар ден. Добар ден, Тина. Секој добро, благодарам што се јавивте во црвена линија. Па еве, според вас како да се спречи појавата на лажни дипломи? Па ова е стварно чудо невидено. Доктор да биде без диплома, ајде е нешто друго. Мислам да не е толку битно, па некако ќе прогледа човека. Ама ова доктор, стварно срамота од негова страна. Секако работел 6 години, да. Изненадувачки како препишувал лекарства и меѓу другото пациентите се задоволни. Тоа исто изненадувачки. Тоа е чудо едно, како не приметиле или не знам, не објаснето е ова. А за лажни дипломи, мислам дека имаше инспекторот, го имаше и на телевизија, дека сите во Тетово што се овие министри од ДУИ имаат сите лажни дипломи. Дури докторски дизертации, не знам таму, сите можни наградувања ги прочита и ги кажа дека сите имаат лажни дипломи. И за образование, и за правда, сите ги наведе. И истиот инспектор е избркан од работа, суспендиран ли избркан, не знам точно, кажа дека избркан ми се чини. Во Тетово, значи, се случува нешто неверојатно. Сите треба, значи, да се проверат и да се тргнат од раководни места. 90 секунди беа ваши. Благодарам што се јавивте во црвена линија. Одиме веднаш со нов гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, во меѓувреме, еве ве охрабрувам слободно, ве чувствуваме дека сте на линија секако, но она што треба да направите, секако кажете некоја ало, за да ве регистрираме. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро и вам. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Вака сега. Дали сега се слушаме? Одлично ве слушаме, повелете. Дипломи на кило. Многу убава тема, секоја чест за телевизијата. Благодарам. Со тие дипломи на кило албанската популација ни изеде држава. Секоја чест за нив. А додека за ВМН и СДС тие однатре не продадоја. Што поќе да бараме? Само се прашувам и си мислам. Ајде, ние македонците ќе се албанизираме. Што другиве националности ќе направат? Според вас, како треба да се спречи појавата на лажни дипломи? Дали може би дипломата не треба да биде пресудна при вработување? Видите вака. Не прашувате работа која директно ќе ви одговорам. Во Германија, ако се најдувам, не му е важна дипломата, важно му е дали да знаеш да работиш. А додека кај нас дипломата ти е бре човек, отворени врати. Што сакаш, да видиш и сите со таквите дипломи се запослуваат во СДАЙ. Владата ги запослува. И што сега ни е нас јасно? Со таквите дипломи ќе повторам се продававме државава. Се прашувам како другите националности ќе ги албанизираат. Нас Благодарам многу, цениме тоа што се вклучивте во црвена линија. Продолжуваме со Твитер заедницата и секако, еве, ако сте имале некакво вакво искуство и имате информација и желба, еве, да ни дадете идеја како државата да се
прави со преплавеноста од лажни дипломи и секако вакви ситуации, особено медицината не е гранка во која што смее да се експериментира, станува збор за лекување и спасување на човечки животи. А еве твитерџиите како коментираат за случајот од Вевчани. Цар Сварог вели исто ти дојде. Иако имал диплома од Универзитетот Гоце Делчев, имал, немал седно. Малото вели битно, сега има и пракса и работно искуство од 6 години. Може слободно да докторира. Добар ден од Црвена линија за новиот гледач. Добар ден. Секој добро? Вака се јавам од Кавадаци. Во 2013 година, 16 март, се деси немил настан Кавадаци, тоа лично мене ме погоди, за мојот син се работи со лажната докторка. Така да, со овие лажни дипломи што на кило, не се на кило, ама ги има повише. Ја не знам нова младина што има. Дали сакат опозиции, што сакат да добро, то пари, то не заситеност, нешто мора да се преземе државата, вака повише не може. Многу читаме на коментари на Фейсбук, еве слушам и тука дека во Германија, ако бил добар, ако работел добро, немал работа диплома, има не знам што, приказки там. Во секој случај негова работа. Да не даде Господ на никој тоа да не му се десе како мене што ми се деси 2013 година. Затоа што многу знам како е тешко е 10 години за малце, и јас си знам како е мене. И на никој не му желал такво нешто. А за младината, нека си учи, ако го фајче умот, ако го фајче во главата, нека учи, нека заврши. Не докторат, што сака тоа, нека заврши, ама со школу, а не без школа. Фала ви многу и пријатно. Благодарам и вам што пред се јавивте во Црвена линија. Голем поздрав и до кавадарчани кои што не следат редовно и благодарам што го споделивте вашето искуство. Одиме со нов гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден, се надевам дека се слушаме. Црвена линија. Добро, во меѓувреме додека очекуваме гледачот да се пријави дека е на линија, ќе потсетиме гледачот кој што се јави и нева и самиот кажа, се сеќава многу добро бидејќи од Кавадарци со случајот од 2013 година кога во Кавадарци беше пријавена лажна докторка. Интересно дека информациите од тој период што се однесува и од самите пациенти е дека таа прегледувала пациенти, давала дури диагнози, препишувала терапии. Интересно е дека не било пријавено ниту еднаш да постои случај каде што е направена лекарска грешка кога е таа во прашање или пак еве од колегите во врска со незината работа да имаат замерки. И истото е интересно дека вакви убави, ќе наречеме впечатоци, имаат и колегите, ама и пациентите кога станува збор за докторот од Вевчани, кој ќе потсетиме дека не е дипломиран доктор, туку само абсолвент од Штипскиот универзитет. Одиме сега со реклами. Сега е моментот по рекламите кога ќе ги соопштиме резултатите од анкетата. Голема посетеност, убаво е да ве има и се разбира да го кажете одговорот на анкетното прашање. Па на Инстаграм, каде што прашавме дали дипломата треба да биде важна при вработување, со да одговорија 75%, а со не одговорија 25%. Продолжете да не следите, да бидете активни со Црвена линија, како на социјалните мрежи, така и секое наредно издание. Тоа ќе се случи утре во истиот термин. Сега ве препуштам на програмата на Телма телевизија и ви посакувам секако секое и многу добро само за вас. Довидување.